Веднаш по Скопскиот маратон, социјалните мрежи беа преполни со еден коментар за една фотографија која што ги воодушеви речиси сите, фотографија на која што луѓето пишуваат дека се вратила надежта во Македонија. Гостинка и Наташа Мешковска, повели Наташа, најави ги твоите гости. Добро вечер, Чаловски, добро вечер на гледачите на 1 ТВ. Ја навистина имам денеска голема чест, ги имаме хероите од Скопскиот маратон. Меѓутоа морам да напоменам една многу важна работа. Овие 3 деца што се денеска гости со нивниот тренер Радован Велјановски не се само херои на Скопскиот маратон, тие се херои за мене и за македонската јавност секојдневно. Тие тренираат пливање, Радован е нивни тренер по пливање, мој колега, а Стефан, Матеј и Кико се пливачи кои што настапуваат редовно на пливачките надпревари за деца со Даунов синдром, особено на специјалната олимпијада. Дечки, добре ни дојдовте во 1 ТВ. Добре најдовме. Добре венавме. Многу ми е драго што сте денес тука. Радован, кажи ни што се случи на маратонот, да ја опишеме накратко целата таа ситуација, да објасниме за нашите гледачи што конкретно се случуваше таму. Како и секој маратон година наназад што учествуваме од специјална олимпијада како тим, и оваа година трчавме делницата од 5 километри, при крајот на трката дојде до исцрпеност, мала исцрпеност, истрошеност од што е нормално, што е нормално за сите учесници, поготово за нивната популација, и мала повреда, свиткување на зглобот, и застанавме, одлучивме да застанеме, да се напиеме малце водичка. Так. И за да не заостануваме понатака, одлучивме да го земам јас Стефан во раце и да завршиме целата заедно. Одлично, одлично. И на крај го истрчавте маратонот сосема успешно и сите беа среќни и задоволни. Така е. Јас ви честитам за маратонот, а сега малце да позборуваме за она што го правите вие секојдневно. Кој е вашиот следен надпревар во пливачките дисциплини? Следниот надпревар ни е на 18 до 22 мај во Косово. Така. Тоа е европски митинг за Даунов синдром, каде што ќе настапуваме. Еве го тимот на тројца пливачи и двајца тренери, еден сум јас, еден е мојот колега Мартин Мојсовски, што мора да го поздравиме дека и тој е доста активен. Значи тоа е практично како европско првенство, настапуваат клубови или репрезентации? Репрезентации, клубови и здруженија, европски митинг. Европски митинг за Даунов синдром. За Даунов синдром. Значи други категории на дечиња нема освен Даунов синдром. Така. Добро. Кажете ми дали настапувате на македонските надпревари дома? Дали ве канат да бидете представници на да речам на специјалната олимпијада во домашни услови? Па да, веќе последниве неколку години, последни 3-4 години во практика на сите македонски митинзи ние отвараме првата трка е трката на специјална олимпијада, и сега за сега како поминува времето е се попопуларна, гледам и во публиката. Стефан, од што се овие медаљи? Значи гледам дека ти имаш една бронзена и една сребрена медаља. Од ова се од некој пишува светско првенство, така? Од Лос Анџелес. Светските олимписки игри во Лос Анџелес. Која година бевте таму? 2015. Браво. И Стефан освои таму 2 медаљи. 2 медали, сребро на 25 метри крал, броза на 50 метри крал. Браво, браво за Стефан. Значи Стефан и трча маратон и плива многу брзо. Спортист? Прав спортист. Добро. Кристијан исто така плива. Во кои дисциплини настапува Кристијан? Во крал. Добро. Да. Во крал. А медаљата што имаш на тебе? Медаљата е за прво место на државен надпревар. На државен надпревар. Браво, Кристијан. По пливање и фудбал. Така. И тука го имаме и Матеј. Матеј исто така има неколку медаљи со него. Може ли тренерот да ни каже кои медаљи има Матеј? Едната медала е од митингот за лица со попреченост во Босна, што се организира од специјална олимпијада Босна и Сдружение за лица со попреченост ОАЗа. Сребрен медал е од 50 метри крал, а другата е од нашиот новогодишен митинг што го правевме оваа година за прв пат. Пливачкиот митинг на специјална олимпијада и е злато на... Браво, момци, честитки уште еднаш. Не знам која дисциплина ова, зашто имаше повеќе медали. Радован, како почнавте да работите со овие деца? Чија иницијатива беше? Твоја лична? Лично, моја иницијатива, јас имам и братучет со братучет со Даунов синдром, и од која покрај него се вклучив на доста организирање на настани претходно и така дојде до пливањето. Колку дечиња имаш во групата сега? Па сега имаме максимална бројка, ние 30, варира доста, 15 до 30 деца, зависи од временските услови најчесто. Така, имаш и претпоставувам асистенти тренери кои што ти помагаат, така? Да. Имате и помала возраст дечиња? Да, од најрана возраст, што порано, мислам, од 5-6 години па натака,
до кај нас нема граници, до 90 години специјална олимпијада. Кажете ми, имате здружение како да ве најдат родителите кои се заинтересирани да ги запишат децата кај вас? Да, здружение специјална олимпијада Македонија. Добро. Дали сте вие под покровителство на некоја меѓународна организација за деца со Даунов синдром? Не, Поврзани специјална сте? олимпијада е светска организација, но таа ги вклучува сите луѓе со интелектуална попреченост. Значи само со интелектуална, не со физички попречености. Да. Тоа е всушност специјалната олимпијада. Специјална олимпијада. Како се одржува? На колку години се одржува специјалната олимпијада? Светските олимписки игри се одржуваат на 4 години, исто така има и европски игри кои исто така се на 4 години, но оваа година беа откажани поради некоја причина, требаше да бидат во Германија, но се одложени. Практично вие на секои 2 години имате по еден голем Голем натпревар, или да. европски или Или светско светско, првенство. така. Колку тренираат овие деца? Колку пати неделно сте во базен? Активни се како професионалци? Како професионалци, 3 пати неделно на пливање, плюс имаме некои тренинзи по дома што ги работат вежбички за координација моторика. Така да работиме. И веќе колку години работите заедно? Па пета, шеста година ни ова. Одлично, одлично. Имате, предпоставувам, секојдневно нови членови, ви доаѓаат и помали деца кои што не знаат да пливаат, ги обучувате? Да, јасно, се состои пливањето се состои од 2 групи, 3 групи, извинете. Добро. Лица што не може да научат да пливаат, се работи подобрување на моториката и социјалниот живот. Другата категорија не пливачи што може да научат и пливачи во голем базен. Организирате ли нешто покрај пливањето, други активности за овие деца? Да, специјална олимпијада има како спортови се застапени пливање, фудбал, кошарка и атлетика што редовно се тренира. И дали имате учество на надпревари и во другите спортови или учествувате со надпревари само во пливањето, овие ви се као рекреативно? Не, во сите, на олимпијада учествуваме во сите спортовите, во Лос Анџелес пливање, кошарка, атлетика, имавме и пинг-понг. Дали добивате помош од државата, финансиска? Па, има. Кој е надлежен за тоа? Министерство за труд и социјала или Агенција за спорт и млади? Од кого добивате помош? Од сите треба да добиваме, треба да добивате од сите, да. Али реалната слика е, предпоставувам, малце поинаква и по, да кажам, треба да се загрижиме сите зошто е тоа така. Добро. Кристијан, ќе ни кажеш ти дали студираш, што правиш во слободно време? Јас сум студент на педагошкиот факултет. Која година си? Прва. Втор семестар. Втор семестар, браво. Одлично. Како ти оди? Добро ти оди? Супер ми оди, имам испити. Добро, од првиот семестар ги даде испитите? Првиот семестар ги дадов, добив 2 Одлично, значи имаш пролазна оценка веќе. Да, и сега кај вториот, сигурно ќе направам нешто. Така, сигурно, не се сомневам, ти си амбициозно дете, гледам и во пливањето, освајаш медали, не се сомневам дека и со факултетот ќе бидеш добар. И таму ти посакувам многу успех. Мате е веќе во средно, така? Да. Тој ќе биде сега, која, четврта година? Четврта година, да. Четврта година и Стефан? Исто така матурант. Стефан е матурант, значи оваа година славиме матура и правиме матурска забава, така? Да. Одлично, браво дечки. Уште еднаш ќе ви честитам на сите за медалите освоени, вие сте гордост наша, гордост македонска. Сите сме задоволни, среќни и горди со вас. И на тренерот уште еднаш ќе му посакаме многу успех со вашиот тим, бидејќи навистина сте дрим тим. На следниот надпревар во Косово да ги освоите сите медали, да се вратите со нови медали и јас повторно ќе ве викнам како гости во нашата емисија Студио 1 во 1 ТВ. Дали сме договорени? Договорени. Значи медалите? Ветувате, така? Внимавајте што сте ветиле, гледачите ве следат и будно пратат што ветувате. Ви благодарам за учеството многу, се радувам што истрчавте и маратон и што сте добри представници на нашата земја секаде каде што ќе настапите во странство. Тоа беа нашите представници од специјалната олимпијада. А сега овде, бидејќи го завршуваме овој разговор, можеме и да ги најавиме вистите од колегата Лука Николовски.